Од самиот терен добивме 35 извештаи од наблюдувачите во кои се содржат една или повеќе нерегуларности, додека од општина Пласница наблюдувачите можеа само да установат дека се е во најдобар ред. Граѓанките и граѓаните на таа општина ги почитувале мерките за заштита од коронавирусот, а самата изборна администрација не бележи, или барем не е забележано од нашите наблюдувачи, некои посериозни одстапувања од процедурите и добрите изборни практики. Во Штип сепак и поради символиката и поради другите размери на политичката битка имаше повеќе тензија, повеќе возбуда, може да се каже, и петте кандидати за градоначалници беа во фокусот на интересот не само на штипската, туку би рекол и на македонската јавност. Во текот на изборниот ден, во тие 35 извештаи што дојдоа од теренот, од нашите наблюдувачи во општина Штип, доминираат констатациите, односно податоците и материјалите кои сведочат за една прилично динамична, но исто толку и валкана кампања во која доминираше бојкотот, односно повикот да се бојкотираат овие избори. Меѓу другото, видовме и во последните 4-5 часа вжештена кампања со која се виде и еден обид за ширење паника меѓу гласачите за тоа дека гласаат лица заразени од COVID-19, иако ниедно од тие тврдења не беше потврдено со или подкрепено со некаков факт или доказ. Беа тоа синхронизирани настапи на социјалните мрежи, меѓутоа истите беа превземани многу интензивно и од дел од интернет порталите во кои беа прилично активни во текот на целиот ден. Специфични се овие избори поради корона кризата. Знаете како е, ние на ден имаме во Штип 20-40 заболени, 490 и нешто имаме во овој момент кои се регистрирани како COVID инфицирани, околу 700-800 во изолација. Сето тоа дава една друга атмосфера. Но сепак и спецификата на овие избори за градоначалник е тоа што е мандат кој е прекинат пред 4 години за пронешен градоначалник и сега имаме по сила на закон повторно избори. Тоа што една од партиципиентите, најголемата опозицијска партија, до последните 5-6 дена не се изјаснуваше, се изјасни дека нема да учествува, тоа е политичка одлука, но тоа не може да нема одсеја или да нема влијание врз целиот процес и во кампањата и во денешниот ден. Знаеме дека законот во изборниот закон вели дека 1/3 од граѓаните треба да излезат за да се сметат локалните изборите за градоначалник законски. И тоа е своевиден притисок врз сето тоа. И ова денес го видовме дека 14.000 и нешто излезени граѓани сепак значи дека влијанието на сите услови, меѓутоа и избирачкиот список, пописот и сите последици од тоа ќе мора што поврго да се направат. За да ние навистина имаме 41.777 гласачи. Меѓутоа живееме овде и знаеме дека сигурно неколку илјади, ако не и 5.000 има помалку. Јас таму кај што живеам скоро да нема куќа во која што некој недостасува. Така да овој цензус дополнително е поголем од колку што изгледа. Тоа е навистина 33,4% или 35%, ама објективно тоа се над 40% од гласачите кои се овде. Јас лично сметам дека најголемиот проблем сепак го направи црната кампања и она што до пред неколку дена, како што рече, се двоумеа, па предлагаа, па се повлекоа, на крај рекоа дека нема да излезат со кандидат, најголемата опозицијска партија. Освен тоа што се повлече од изборите, потоа влезе во една жестока кампања за да ги осуети
демократските постапки на еден, според она што го читам јас лично, повторно ќе кажам, од извештаите непринципиелен, недоволно демократски начин. Се разбира дека тоа е една ситуација која допрва треба да се решава. Јас се надевам дека законодавците ќе имаат слух за овие зборови. Кои се очигледни? И кои се очигледни, кои не можат да му донесат ништо добро на демократскиот процес, а уште помалку на правото на глас на секој граѓанин или граѓанка. Веројатно социолозите овде треба да направат една појасна слика за поделеноста во општеството. Целата оваа кампања и овој избор на градоначелник за 9-10 месеци, бидејќи законот вели новите избори треба да се одржат во првата недела до средината на октомври 2021 година, па сега пресметките се лесни. Но имаше две лица. Едното лице беше избор на наш градоначелник, како граѓанин на Штип, и политичкото влијание на централно ниво. Мислам дека овде до некаде беа, така да кажам, нивелирани. Не беше само да се избере градоначелник кај нас или да се обсторира изборот на градоначелник, бидејќи тоа има некои други реперкусии на централно ниво. СДСМ мора да ја докаже својата политичка сила, бидејќи е на власт, се работи за човек кој е пратеник во овој момент и мора да се затврсти легитимитетот, што е исто време легална политичка цел. А од друга страна, превирањата во ВМРО докажуваат дека некаков позитивен сигнал дека гласачкото тело не е на страната на актуелната власт и ми недостасуваше. Сега ќе треба сите да прават анализа околу тоа што донесе, а ние како граѓани ќе мора да се ослободиме од тоа дека кога бираме градоначелник со конкретен буџет, со конкретни решенија, со конкретни проекти од кои што треба да произлезе нам подобар живот и да ни се решат проблемите кои се во неговата ингеренција. А замаглуваме малку работата, бидејќи ние како граѓани немаме корист од политичките реперкусии од вакви едни избори. Што ќе се случи во врвот на ВМРО или СДСМ на пролет на изборите за председател на таа партија, не треба толку да не загроза, бидејќи ние бираме наш градоначелник. Дали се работи за непознавање на самиот кандидат или пак за убеденост дека всушност граѓанките и граѓаните, гласачите слушаат и ќе ми поверуваат без оглед на тоа колку јас всушност знам или не знам, или лажам или не лажам. Дали се работи за непознавање од страна на кандидатите или се работи за надеж дека граѓаните не знаат за што се работи? Проблемот е во самото наше поимење на демократијата. Достапноста не значи можност. Тоа е само услов во кој што би рекол Хегел, тоа е форма во кој што треба да ја наполниш со содржина. Тебе ти е достапно тоа право, сустав и закон. Ама што со тоа? Од друга страна, секако, повторно ќе се вратиме на законодавецот. Знаеме многу од државите кои што бараат некаков предиспозиција за тоа, зошто би ти сакал да бидеш градоначелник. Кај нас е само да не се осудува, така? Ама оставено е на граѓаните да ги проценат проектите кои ги нуди издржаноста и така нато. Ето, овде имаме еден друг судир каде што веројатно е демократска фалинка, а тоа е поделеноста на нашето гласачко тело, каде што припадноста на партиите изгледа, слободно можам да кажам, идентификација. Знаете, може би тоа во Скопје на еден друг начин, бидејќи еден човек, еден граѓанин на Скопје од Карпош, не може да се осети притиснат од еден граѓанин од Ченто или не знам од некој друг дел од Скопје. Кај нас, каде што најголем број се познаваме, да не кажем до трето колено, имаме и една друга работа. Еве, овој е СДСМовец, а овој е ВМРО-вец, а овој сега излегол да гласа, а партијата ги бойкотира изборите. И се добива стигма, како предајавник, многу лесно ги квалификуваме луѓето, ние денес гледаме тоа по социјалните мрежи, само ако кажеш свое мислење, така е, и влегуваш на листата на оние луѓе кои толку слободно те окарактеризираат, дека ти си најмала рака преданик, нели? А не дека слободата на мислењето не е исто, така е мисловен процес кај што се собираат факти, почитувај го човекот доколку ги покаже фактите кои ти се блиски или не, ама не можеш да војуваш со човекот, треба со фактите.
Тоа е аномалијата на државите каде што, на народите каде што демократијата нема длабоки корени. Ние мора да си признаеме дека демократијата е состојба на свест, граѓанска. Не е доволно само да се родиш и добиеш со закон деловно право. Да можеш да гласаш, така? Туку треба да се избориш да бидеш единка граѓанин или граѓанка, како што велиш ти, граѓан и граѓанка во контекстот на одговорност. Значи, излегуваш денес граѓанин на Штипи вели, јас ќе гласам за тој затоа што сметам дека неговата програма е подобра. И толку. Ако го надминеме тоа, па гласаме заради тоа што некој ми направил некаква услуга и не знам. И тоа е дозволено. Тоа е, го видовме во Америка, нели? И тоа е дозволено. Меѓутоа не смее да помине врз добрата пракса над како да добрата пракса или некаква не демократска, тук човечка, домакинска. Ние сме овде граѓани, во што очекуваме утре градоначалникот да биде прв за сите нас, а не да биде градоначалник затоа што гласам за него или затоа што имам некаков линк со него, утре може да му влезам и да му рече добро зошто те избравме. Се тоа детски болести на демократијата, додека да се востанови самиот поим граѓанин. Интересно беше да се погледне и тоа што сепак Штипе некои го нарекуваат и тоа заслужено главен град на источниот дел на нашата земја, голема општина, богата, со низа предизвици, низа предности истовремено, и да се дојде до еден ваков би рекол резултат кој треба да ни служи. Јас се надевам дека некој ќе седне и ќе научи некои лекции од ова. Ние барем како организација сигурно ќе научиме, верувам и во твојот Еснав, како треба и како не треба да го спроведеме тој изборен процес во 2021 кој е прилично важен, особено затоа што се наоѓаме во некои фази на ЕУ патеката. Можеме ли накратко да констатираме, беа ли ова демократски избори? Политичките партии исполнија формата. Без потреба да имаме некакви појаки изборови, но кампањите стануваат се постерилни и постерилни. Зошто? По моје мислење, затоа што се пиар концепциите се упатени кон сопственото членство. Значи, она што го добиеш, бидејќи скоро и да нема веќе неопределени, зборуваме. Затоа важно ти е да ги добиеш твоите. Кога ги добиеш твоите, она што ги добиеш од другите, по веројатно некој процент е добитоко. Бидејќи изполаризираноста е на многу мала разлика. Ако денес имаш, да направам една анализа, 23.600 и не знам, во јули излегува, така? Денес имаш 14.000 и нешто. Остануваат 9.000. А на последните избори во септември, во 15 јули, ВМРО ДПМН доби 10.000 гласа, нешто околу 10.000. За 83 гласа помалку доби СДСМ. Ајде сега да ги ставиме од тие 23.000. 3.000 и 14.000, тоа е скоро 9.000. Така, математички гледано, околу 1.000 луѓе сега од тоа бројка која ги добила опозицијата, поминале на другата страна или гласале од своји причини, овде е демократско право, му донесува победа на другиот. Многу е тесна разликата помеѓу политичките партии. И затоа тие нивните кампањи ги усмеруваат кон своите. Нема ли тогаш да преовладуваат кампањи во кои ќе се зборува за тоа дека само сонцето е постаро од нацијата која представува известен кандидат, или да се прават космодроми со кои ние ќе освоиме и Вселената и слични програми, и при тоа партиското раководство, особено во оние што се централизирани, строго хиерархиски поставени политички структури, да ги дисциплинираат своите членови на начин кој
ова демократска визија сепак ќе разниш. Сепак стануваат, опасната за демократијата е станување на организам политички, политичките партии го заземаат целиот простор. Нивната демократизација може да донесе демократизација во општеството, а од шинелот на Сталин или од шинелот на некој друг, така, да не кажам диктатор, нели? Така е, кога се пресликува структурите, тоа баш не може да донесе демократски. Еве да се подсетиме на Германија веќе има еднопартиски систем колку 5 години. Ама може ли некој да го праша Ла Фонтен што мисли за демократијата во Германија и за правото на глас или влијание на гласачите? Мислам дека таква дилема не се поставува. Бидејќи повеќе од очигледни се постигнувањето на германската демократија. Еден ресет на политичкиот систем, еден ресет на политичкиот систем е нужен. Со политика може да се занимаваат луѓето кои пред се имаат добри намери. Знаете една поставка на Џорџ Вашингтон што вели: јас секогаш ќе изберам честен човек, затоа што неговата предпоставена честност значи дека ќе доведе способен човек, а способност или компетитивноста не секогаш значи честност. Успеаја изборите, без оглед на резултатот конечен, и се разбира честитки, особено честитки на штипјанки и штипјани кои и покрај големите усилби тие не подлегнаа на лажните вести и на црната пропаганда.